По децении доминација, Демократската унија за интеграција се соочува со најсериозниот политички предизвик од своето формирање. Загубени бастиони, падна довербата и прашањето што се погласно се поставува, дали воопшто има реална перспектива за враќање на власт во блиска иднина. Според аналитичарите, товарот од минатото и начинот на кој партијата управувала со институциите со години наназад денес е клучната пречка за нејзиното политичко закрепнување. Од тоа што се случило во минатото и што се случило во 2025 година, многу е тешко дуи да се врати дополнително во своите патишта, односно со цел да се врати дополнително на власт. Тие се навигнали од самото заснување на таа политичка партија секогаш да бидат и во централна и локална власт, така што е многу тешко веќе тие да се вратат во тие стари патишта. Познавачите коментираат и дека обидите за освежување на партиските структури не значат суштинска промена, туку продолжување на ист модел со нови имиња. Измените кои ги направиле во партијата, да не забораваме дека во најтесканото раководство можеби има млади лица од таа политичка партија, но пред се јас мислам дека имат директно или индиректно поврзаност со бившите челници на ДУИ. Скепса постои околу новите политички барања, што ги испорачува партијата. ДУИ повторно се враќа на веќе потрошената риторика. Тие всушност повторно се враќаат на старата добра националистичка приказна, нивните нови барања се во таа насока, кадрите се стари и не знам колку тоа ќе ги поттикне гласачите албанци да им веруваат и да ги подигнат рейтинзите кои што им паднаа страшно на последните избори и парламентарни, а посебно на локалните. Во ваков амбиент, ДУИ влеза во година на внатрешно преиспитување. На локалните избори партијата доживеа тежок пораз, губејќи општини кои со години важеа за нејзини сигурни бастиони. Политичкиот противник вреди успеа да го наруши тој монопол и да ја потисне ДУИ од локалната власт. Петиот конгрес на интегративците беше најавуван како точка на пресврт, но наместо длабоки промени, Али Ахмети повторно беше реизбран за лидер. Паралелно беа избрани 120 делегати во Генералниот совет, тело кое допрва треба да ги изгласа најавените кадровски промени. Иако во јавноста со денови кружеа имиња за нови потпредседатели и радикална смена на раководството, Конгресот не донесе некој посебно видлив пресврт. Наместо очекуваната промена на над 70% од кадрите останаа истите структури, со одредени рокади и зголемено присуство на жени во најтесното раководство. ДУИ излезе и со нови политички барања. Избор на влада со двојно мнозинство, примена на Бадентеровиот принцип во Уставниот суд и продлабочување на децентрализацијата. Потези кои партијата ги позиционира како нова платформа, но за дел од јавноста се читаат како враќање на веќе истрошени националистички политики. Со ист лидер рече се исто раководство и риторика веќе добро позната на јавноста. Интегративците влегуваат во 2026 година. Како до сега.